Високите цени на погребните услуги за ковид пациентите ги исплашија жителите на турското маало во Струмица. Семејство од оваа населба неколку денови собираше донации преку социјалните мрежи за да го земе својот покоен, бидејќи Скопско погребно претпријатие им побарало 600 евра без трошоци за превоз. Тукашните жители велат дека им е страв да почине пациент со коронавирус, бидејќи не можат да го донесат дома. Сега, страх имаме ние од това. И да одеш на доктор, страх малко, ако си болен, страх да одеш до болница. Това е. Страх не е, че да одеме до болница. Страх не е да ударави некој игла. И стават го во сандък 800 евра. Сега јас, ако сум тај сиромах, од кај ќе ми најде на мен фамилијата 800 евра да дава во болницата. Значи, од болницата до гробиштата му тера 800 евра. На кого? Има ли таков случај? Има како? Има. Погребалното предпријатие? Погребалното, да, од болница тера 600-700 евра. Сум керка дома. Јас сакам да работам за чин. Сакаме да работиме, да извадиме некој пари за чин за децата. Не може да одиме на работа, за чин се плашам. Реално ти кажем. Еми умруш, треба 800 евра. Он дај ти пита. 800 евра тера за од Скопје шо за сандък. За сандък, че не нема. Земаат за сандък 500 евра. Само за сандък 500 евра земаат. Како е тоа не? Кој бара 500 евра за сандакот? Па тамо кога го земаме, кој ги зема парите, не знам. А важно тамо додека да не ги платиме, уплатица ни да го несеме. Најверојатно поради овој страв и вчера се случи кражба на мртов пациент од Струмичката општа болница. Иако болницата не наплаќа за пациентите кои што се со симптоми или позитивни на коронавирусот. Никако. Ниту денар не е побарано на никој. Сега они нивните обради што ги прават таму, нели? Компаниите што вршат погреб, тоа се веќе друга работа. Кој компанија работи без да биде наплатено нешто, ама компанијата, погребалната компанија, не ние. Болница никако не бара од никого пари. Во турското маало досега има неколку починати пациенти со COVID-19, а најголемиот дел од нив се помлади од 50 години. Мислењето на граѓаните кои што живеат во турското маало во Струмица е поделено. Половината не веруваат во постоењето на коронавирусот, додека останатите се исплашени и бараат воведување на карантин. Од јавното обвинителство за вчерашниот случај велат дека немало насилство при подигнување на мртовецот. Туку тие што го подигнале телото ќе добијат кривични пријави за непостапување по здравствени прописи.